Civil Media. Господине Марковски, МВР соопшти дека извело превентивна акција со која спречило евентуален терористички напад од приврзаници на Исламската држава на Ирак и Сирија. Колкава опасност представува ИСИС во Македонија? Прво да кажеме дека Министерство за внатрешни работи фактички постапуваше во превентивна смисла, ниту имаше организиран обид за тероризам на територијата на Република Македонија, ниту пак се одвиваа конкретни терористички дејства. Значи, по размената на информациите со амбасадата на Соединените Американски држави во Република Македонија, Министерството нормално реагираше и во таа смисла можеме од денешен аспект, без оглед на тоа што за жал немаме доволно информации што точно направи Министерството за внатрешни работи, сепак можеме да констатираме дека во овој момент во Република Македонија не постои опасност по безбедноста, особено не од организиран терористички напад. Другите две активности што Министерството за внатрешни работи ги спроведе можат да бидат повод, но никако и поврзани со обид за било какво терористичко дејствување. Пред се тука мислам на акцијата за одземање на оружје од една групација и втората со фаќањето на групата кои пренесува имигранти. Што се однесува до Република Македонија, ние сме чувствителни на овој план од аспект на тоа што еден поголем број на граѓани, наши државјани, учествува во борбените дејства во така наречената Исламска држава во Сирија. Поточно имавме 156 евидентирани граѓани кои учествуваа во тие борбени дејства, 83 од нив се вратија назад и се наоѓаат на територијата на Република Македонија, 23 се веќе осудени за учество во туѓи војски според кривичниот законник на Република Македонија и за жал 35 ги загубија животите на овие боишта. Тие обично идат тамо со идеологијата да помогнат во создавањето на така наречената Исламска држава, се враќаат назад со истата идеологија или со уште поголеми стимули за поддршка на ваквата радикална исламска идеологија. Од тој аспект тие можат да бидат опасни ако не се преземаат соодветни мерки за нивна ресоциализација, значи не само репресивната мерка која следува според кривичниот законник, туку и редица на мерки и активности во смисла на нивна ресоциализација, во смисла на нивно повторно враќање во општеството и ослободување од стегите на таа идеологија со кои се здобиле. Постои опасност и од една друга страна, а тоа е дека без оглед на тоа со каква идеологија се враќаат, тие сепак имаат воспоставено определени релации со водачите на Исламска држава и тие можат да бидат организирани и на територијата на своето место на живење. Од тој аспект на микролокацијско ниво постои опасност за организирање и преземање определени терористички дејства како поединци или помали групации со оглед на тоа што сите кои беа присутни и учествуваа во борбените дејства во Сирија и Ирак се од неколку градови од Република Македонија, значи не од целата територија. Во таа смисла Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјала, другите структури во Република Македонија апсолутно треба да посветат внимание и согласно со стратегијата за борба против тероризмот и создадената, односно донесената минатата година стратегија за борба против радикализмот, треба да одреагираат и постојано да ги реализираат мерките и активностите кои водат кон нивна ресоциализација. Зборуваме за луѓе кои биле во борбени единици во Сирија. Дали повраќањето задржуваат одредена хиерархија и структура или се изолирани индивидуи? Сите информации со кои располагаме идат кон тоа дека овие не биле на било какви командни должности
во борбените дејства, фактички само ги реализирали командите и задачите што ги добивале од командантите во единиците во така наречената исламска држава. Меѓутоа, можно е да се организира хиерархиски, да се постават главни кои ќе раководат со групите кои се вратиле назад во Република Македонија и од тој аспект може да се очекува доколку се препушти ситуацијата сама на себе и доколку благовремено не се реагира, тие да добијат една паравојна структура со изградена хиерархиска контура во смисла на подготовки на терористички дејства и во смисла на реализација на истите овие дејства. Каков тип на терористички дејства би можеле да се преземат? Не може да се зборува во овој момент дека Македонија е цел или макар примарна или основна цел на глобалниот тероризам. Од тука овие терористички дејства би биле ограничени и по простор и по време и би ги изведувале помали групи или поединци кои се уште ја задржуваат идеологијата и кои се спротивставуваат на сите процеси, општествени процеси кои се случуваат во Република Македонија. Значи, можеме да зборуваме за поединечни или мали групи терористички дејства кои не се некоја посериозна опасност за Република Македонија и кои со прави мерки и активности можат да бидат елиминирани. Кон кого би биле насочени? Кои би биле целите на такви дејства? Апсолутно би биле меки цели, пред се меки цели, а тоа значи создавање страв кај населението со изведување на определени терористички дејства на отворен простор во ситуации каде што имаме поголем собир на граѓани, како што се културни манифестации, спортски манифестации, трговски центри и така натаму. Значи, основна цел би им била создавање страв и паника кај населението, а всушност сето тоа би било уперено против развојот на Република Македонија, односно против сето она што Република Македонија како држава го прави за својот прогрес, вклучувајќи се тука и во НАТО и во европските институции. При тоа сакам да кажам дека скорото членство на Република Македонија во НАТО не треба да представува опасност за безбедноста на Република Македонија, туку напротив, со создавањето можности за размена на доверливи информации меѓу Република Македонија и другите членки на НАТО, како вкупно НАТО членки, ќе се создадат многу подобри услови за благовремена превенција на било какви дејства, па и на овие терористички. Civil Media